Почитувани, добар ден, ја почнуваме црвена линија. Дали знаеме што ќе работат младите откако ќе завршат училиште или факултет? Дали образованието во Македонија одговара на потребите на пазарот на трудот или и понатаму се образуваме за професии кои веќе се презаситени и неисплатливи? Во денешната емисија зборуваме за несоодветното усогласување меѓу образовниот систем и реалната побарувачка од компаниите. Образовните струки и профили во средните училишта треба повеќе да го следат трендот на пазарот, на трудот, за да нема презаситување со одредени кадри, а истовремено недостаток од други. Струмичките компании веќе чувствуваат недостиг на одредени работни позиции, иако тие постојат како струки во средните училишта, но недоволно се промовираат. Слични се и забелешките за високото образование. Без соодветно насочување се создаваат повеќе кадри отколку што е потребно, па и младите или несоодветно се вработуваат или мораат да се преквалификуваат, што е губење време и пари и за нив и за компаниите. Податоците на Заводот за статистика покажуваат висока невработеност кај младите. Секој четврти човек до 29 години е невработен, а младите се уште избираат насоки што не гарантираат вработување. Ако не знаеме самите, можеби треба да препишеме. Во Холандија не може секој да студира што сака. Таму образованието се води според национална стратегија и реална пазарна побарувачка. Имаме премногу правници и економисти, а ни недостига стручен кадар. Зошто образованието произведува невработени наместо професионалци? Тоа е она што ве прашува денес црвена линија. Прашуваме и анкетно на Инстаграм. Заследете го профилот на Инстаграм на црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. За денес анкетата за сите оние кои што не следат на Инстаграм гласи вака. Што вреди повеќе денес според вас? Под А – диплома или пак под Б – занает? Кликнете на вашиот одговор ако е диплома на ова поле, а ако е занает на ова поле. Секако ќе ги сумираме резултатите како и секогаш во проценти и ќе ги соопштиме кон крајот на црвена линија. Добре дојдени сте сите, па дури и оние млади кои што во моментот студирате. Секако доволно е да се заврти нашиот добро познат број 023070005 и ве замолувам. Тоа ќе мора да го повторуваме најверојатно постојано, да се намали целосно тонот на ТВ приемникот. Зошто го велиме тоа постојано? Бидејќи ако не го сторите тоа, ќе имате чувство дека воопшто не сте вклучени во црвена линија, а сте, ќе имате чувство дека можеби некој друг зборува наместо вас и уште полошо не ќе можеме добро да се слушнеме. Тоа е се што треба да се почитува од техничко правило, а секако повторувам, добре дојдени сте сите во оваа денешна дискусија. Па да видиме еве кој од вас какви одговори ќе даде на прашањето зошто образованието произведува невработени наместо професионалци. Добар ден. Добар ден. Поздрав од Роме. Поздрав до вас, господине Роме. Сега вака ќе ви кажам. Во време на Југославија имаше и школи за работници, мајстори, зидари, за малтерисвање, за све. За занаети имаше школи, а сега немат школи за занаети. Само за земање пари кои ќе стапат на функција. Така е. Така, според вас еве денес образованието произведува невработени наместо професионалци? Па затоа се невработени. Зашто немат работа. Треба да учат и занаети. Без занает немат куќа. Кој ќе напред куќа ако нема занает? Никој. Поздрав од Роме. Роме, што вреди повеќе денес, диплома или занает според вас? Не, дипломата е така, како хартија, а занаетот си е занает. Така е. Можеш да работаш, да градиш куќи, да правиш други работи, нешто да коли да поправаш и така натака. Се може да направиш со учење на занает.
за најдете глави во државата. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Вие сте и првиот кој што ве даде одговор на денешното наше прашање, а тоа е дали според вас образованието денес произведува можеби повеќе невработени отколку професионалци и зошто е тоа така? Според вас сакаме да слушнеме денес според вас што има повеќе вредност, дали е тоа дипломата или занаетот? Добар ден. Добар ден. И убав работен ден. Благодарам, убав ден и вам. Јас Торчо по Роме. Свака му час стар наставник. Види се, и ја возрастна категорија на луѓе су. Подобро е за нејатите денеска да се образува. Меѓутоа, за вие 30 години ние полуписмени, писмени, партиски послушници набутаа се од администрација, по јавни предпријатија, од конфекции, од приватни фирми, сите улезува полуписмени. Тоа е многу лошо што нашата администрација нека се вработи, али да заслужува да има оноа што го зима, што го плаќа граѓанинот да биде задоволен, а не партиски послушници лепат плакати и седи таму, клати врата, зима и плата. Еве моите деца буа како за нечии, сега су у диаспората со години. И куќа и станови си на копија. Тука работим у приватно, половината му плате, па ке те тужам, па не пријавен. Ајдучи, сега тражат работници. Каде беа пред тоа, која плачкаа ги фирмите, која ги крадеа, која ги пудеа работници, сега тражат. Еле увозда гранка нека увезат од Бангладеш, ки бидат агрономи, инженери, ки бидат тие сега. Нашите деца ги исподија со занејатите се, сега трчи, па ке трчите сега. Само да бутаа голем капитал, господице, се ние джабе. Ај ние постарите така преживеали за еднината. Ке посетам време трењето на едно јавување 90 секунди, оние кои што редовно учествуваат во Црвена линија го знаат тоа. Така да прво ќе се заблагодарам за гледачот кој што даде одговор на прашањето според него зошто образованието произведува невработени наместо професионалци. И сега кој ве Црвена линија ве поканува и вас младите кои што можеби барате работа, можеби изучувате занет или студирате. Драго ќе ни биде секако да ви имаме и вас со одговори токму на ова прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Кинче Стојано Сучи Николе, дипломиран инженер агроном. Видите што е, јас сум инженер сега, него порано во бившата Југославија беше системот на образование сосема друг. И имаше кадри произведени и во средните и во високите школи, кои што беа комплементарни на тогашното стопанство. Сега, до душа, кадрите што сега произлегуват не се компатибилни на стопанството. И заради тоа има доста незапослени кои завршиле, пример речево, моите внуци завршија полициска академија, едно време беше, ако завршиш полициска академија, одмah се запослуваш. Сега нема, 5 години чека работа. А луѓе примат кои што за 5000 евра стане полицаец. Тоа е работата. И друго што треба да ви интересира. И па според вас што повеќе има денес вредност, дипломата или занаетот? Треба да биде, треба да биде дипломата. А меѓутоа, ако стварно си завршил факултет со учење, а ако ја купиш дипломата, нема фајде. Ете тоа е. И за тоа треба да биде, а дипломата е секојаш диплома. Така, благодарам многу секако и за вашето учество во Црвена линија. Сега една напомена до оние останативе младите, можеби повеќе не следите, но повеќе можете да бидете активни на социјалните медиуми, па и тука даваме простор како Црвена линија да дадете одговор на прашањето зошто образованието произведува невработени наместо професионалци. Еве како изгледаме на Facebook, профилот е Црвена линија, тоа е оно што треба да заследите.
Тука Црвена линија прашува што вреди повеќе денес, диплома или занает? Воеднование и анкетно прашање на Инстаграм, така да во однос на темата и она за што денеска очекуваме да дадете одговори, секако пишувајте коментари и тоа се активни учества од ваша страна, ќе бидат читани меѓу вклучувањето на гледачите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, Тинче, повторно се јавувам. Слободно. Бобиподна линија. Повеќе се запослуваат не школовани, него школовани. Тоа се партиски определени. По партија може секако да ги запослат, а додека овие што завршиле право, што треба школа, факултет или магистри имаме, што се со договор на дело, зашто да бидат со договор на дело, со години, по 3-4 години и 5 некои има се со договор на дело и само чекаат. А кога ќе ги исполнат нивните барања за да бидат примени и стални вработени, тоа еден Господ само знае. Зашто така да биде школството треба да биде јако, да се знае дека завршил со свое знаење, а иначе сега занатот се повторува да се обнови, затоа што многу занаети ни се изгубија. А ние сме познати по занаетчиските работилници и производи. Така да би требало занаетлиите повише да се уклопат во денешницава, зашто без занат нема ништо. Занатот е злато, во секој време, зависи кој занат ќе го одбереш, во секој време ќе имаш пари да се снајдеш, да проживееш и да обстанеш во животот. Благодарам на сослушувањето, Тинче, и поздрав. Поздрав и ние ви велиме големо благодарам за одговорите во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжете да не следите и сега кога ве потсетувам, им се обраќам на младите, оние кои што не гледаат и во моментот сте засегнати од темата со оглед на тоа што зборуваме во однос на тоа што продуцира образованието, дали повеќе невработени во однос на побарувачката на пазарот на трудот или можеби од тие причини не достигаат професионалци. Дали ја гледате вредноста денес повеќе во изучувањето на занаети, отколку во стекнувањето дипломи? Пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи. А ние си продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Па како ви се чини на денешната тема, што продуцира образованието повеќе? Неработници. Неработници? Да, неработници. Знаете зашто? Вие денеска за да работите не ви треба факултет, ви треба знаење. Али проблемот е што ние имаме премногу луѓе со факултет, па кажуваме дубиози како на ја имам факултет и мора да се запослам, а тој со средна школа не бара. Ние не разбираме дека сега систематизацијата на одредени работни места бара стриктно да имате занат. Познавање, го слушам господинот, неговите внуци имале факултет политички науки, а они сака да ги запосли на место полицаец на работно место за кое е предвидено средно школо. Па тоа е деградација на неговите внуци, ја не знам како така размислува човекот. Затоа што они имале факултет. Да, проблемот е во тоа што сега МВР и дефицитарно е со средно школо, отколку со факултет. Проблемот е кај нас, не смееме да го споредуваме бившиот систем и сегашниот систем, затоа што во бившиот систем беше привилегија да се оди на факултет. Ригорозни беа границите, тестовите што ќе ви дозволат да одите на високо и затоа имаше дефицитарност во факултетското образование, а имавте повеќе со средни школи, каде што после тоа можеле повеќе научиш работа. Еве сега земете ги. Што моите деца веќе имаат, па да не кажам, едниот синот веќе има 15 години стаж, а има 33 години, помалиот син има веќе 5 години стаж и има 23 години. А знаете зашто? Заврши занат. Ето го, тоа е предноста сега на занатот. Благодарам што учествувавте во Црвена линија. Секако останете, продолжете и вие да не гледате. А ние денес во Црвена линија ве прашуваме, ви се чини ли дека образованието денес повеќе продуцира невработени наместо професионалци? Зошто е тоа така? И сега кој ве дали сметате дека денес поголема вредност имаат занаетите отколку дипломите или можеби дипломите имаат поголема вредност од занаетите? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Вака сега. Прво малку една исправка на
не на овој последен, него пред него двајца што се јавија. Тој вика политички за полицаец. Сега, точно е полицаец, за да станеш, треба 5000 евра. Тоа го знаат и врапците. Тоа е јавна тајна тука. Значи 5000 плаќаш и полицајци. Тука проблем нема. Него да му речам дека не е битно дали си сега од ВМРО па да платиш 5000 евра или било како. И од СДС да си сега, оди плати си 5000 евра, ќе станеш полицаец. Тоа не е проблем. Него проблемот е тука сега. Дали полицајецот ќе го сметаме ние во занајачија или во администрација, кај ќе го сместиме него? Ајде да ве прашувам вас. Ево, вас ве прашувам. Ние ве прашуваме, вие одговарате. Во занајачија или во што? Тој ќе си ги врата парите. Кога? Тогаш ќе си ги врата што ги дал 5000 евра. Сега. Шо е он? Ја викам дека е занајачија. А што има се извинувам, а што има? Дали ме слушате? Според вас денес што има повеќе вредност, занаетите или дипломите? Па дипломата купена. Стана и пример е вака. Добро. Благодарам за одговорите и секако не напрашувајте нас, секако 90 секунди се предвидени. Еве, ние поставуваме тема, обработуваме најразлични проблематики од секојдневието, а она со што се соочуваме е секако недостиг на професионалци, односно на стручен кадар. И од тука, еве, црвена линија денес вас ве прашува дали сметате дека образованието и зошто е тоа така произведува повеќе невработени отколку професионалци. Дали сте за тоа да денес поголема вредност имаат занаетите отколку дипломите или обратно? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Се слушаме така? Да, повелете. Малку е во минута и пола, ама ќе се обидам концизно. Значи, зошто невработени наместо професионалци? Затоа што ние се ориентиравме на факултети, има стотици факултети со општествени науки и немаме стратегија за образование. Јас само кратко ќе кажам, нека го погледаат планот за образование пред 5-60 години, од 70 години, кога јас учев, кога се викаше насочено образование по така нареченото Стипе Шуар име, нека извини господин што спомнам. Значи, тогаш имате во средно училиште се насочуваат веќе кај ќе одат. Дали за мајстор, дали за техничар, дали за високо образование. И имаше места кај да се работи. Дури се ориентира со праксата таму да се вработат. Што се случи кај нас? Прво, фабриките, индустријата се затвори, сите во администрација, децата нагрнаа во администрација место во производство, и сега имаме состојба кога мајсторот е повеќе ценет отколку факултетски образование. Тоа е факт. Повикајте мајстор дома, ќе ви каже 500 денари само да дојдам, знаете? Затоа што ги нема тие мајстори. А на времето само да кажеше дека си, пошто Македонија беше во Југославија, само да си од Југославија ќе те примат сегде на запад. Зашто беше соодветно образование. Само нека го прегледаат тој систем, не треба ништо. Благодарам за одговорите и учеството во црвена линија. Секако и да се определени 90 секунди за едно јавување, се додека траеме, сите сте добре дојдени за повторно вклучување и за нови 90 секунди за вас. Добар ден. А да се доскажеме. Ето, за тоа зборував сега пред малку. Ние мислам дека сега во овој момент на стара родителите прават грешка. Би требало своите деца подобро да ги насочуваат кон занимањето. Знаете што? Вие ако завршите денеска средна школа за занат, многу лесно може да се запишете со оваа политика на факултет. Затоа што немате селекција како што имало понапред. Така да мојот совет е кон младите, завршете ги занатите за тргнете да работите, а доколку сакате да се образувате, патот никој не ви го забранува, вие можете и вонредно да завршите некој факултет или некоја насока. Тоа не е ништо проблем. Денеска не е срамота да работиш, но срамота е да завршиш нешто, а после тоа да не можеш да се вработиш. И да чекаш некој друг, да не речем у наводници, да одапе за да ти да дојдеш на неговото место или да улиш Бога некој да одапе за да ти влезеш на негово работно место.
Мислам дека ние старите треба да ги советуваме децата да почнат да учат да работат. Не е денеска веќе дојде времето кога ќе треба да се работи. Така да со 99% запишани средношколци на факултети не можете да чуете ништо повеќе, освен дека ќе се зголемува бројот на невработени во државата. Толку пријатно. Благодарам и за повторното јавување. Она што е факт, особено дека во последно време, нешто што никогаш навистина го имаше и беше достапно, тоа беа занаетите како што се електричари, заварувачи, водоводжи. Во моментот во 2025 најбарани, односно топ 5 занаети за оваа година се токму тие електричари, од паметни домови до индустријски постројки, побарувачката за квалификувани електричари расте. Безбедноста е приоритет, па и најмалиот пропуст може да значи ризик. Како и да е, електричарите велат дека работат со луѓе кои имаат искуство, но и со млади што завршиле обука во последните 2 до 3 години. Потоа има огромна побарувачка и за заварувачи. Односно, тоа се златни раце, како ги нарекуваат, и во превод светла иднина. Водоводжи, секој од вас знае дека денес е многу потешко да најдете водоводжи и луѓе кои што се занимаваат, односно ги владеат овие занаети. Се бараат исклучително многу зидари и изолатори, како и автомеханичари. Па ние денес во Црвена линија ве прашуваме зошто образованието произведува невработени, а помалку професионалци, и дали денес ви се чини дека поголема вредност имаат занаетите отколку дипломите, или можеби дипломите имаат поголема вредност од занаетите? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Ако си занаетчија во странство е добро, ќе имаш пари, ќе има све. А тука, еве еден пример ќе ви дадам. Значи, двајца близнаци. Едниот е полицаец, едниот е занаетчија. Заедно родени. Овој што е полицаец ќе направи многу повеќе, за разлика од занаетчијата. Занаетчијата ќе оди покасно во пензија, а полицаецот ќе оди млад во пензија и поголема пензија. И подобар живот има, и стандард, и пријатели, и све. И сега, која е разликата, вие кажете ми? Значи, занаетчија, за да бидеш тука кај нас, може да. Ама во странство е стварно ценета. Ценета и дури е преценета. И тие што ја му апелирам, што се занаетчи тука, да одат во странство. Да не чекаат тука. Да не чекаат во администрација. Ако имат пари да си платаат во администрација, добро е. Ако немаат право, нека бегаат. Од тука аир нема. Најодговорно му тврдам. Значи, тоа го знам од искуство, од све. Значи, добар ученик, добар студент, тука нема што да чека да бара. Мајката му е авионот во еден правец. Кај и да оде, секаде ќе просперира. А овој што купил диплома, не вреди тоа. Оствари, вреде. Ќе се запуши во администрација, вреде. А така да чека, со неговото знаење, никогаш нема да биде применна работа. Благодарам за одговорите во Црвена линија. Продолжете да не гледате, продолжете и да пишувате коментари. Нешто подоцна ќе почнеме со читање. Секако бидете активни и на Инстаграм анкетата. Уште еднаш за оние кои што подоцна се вклучивте во Црвена линија, еве што ве прашува Црвена линија на Инстаграм. Што според вас вреди повеќе денес? Дали е тоа диплома или занает? Кликнете на вашиот одговор. Ова прашање го поставуваме секако и за вас кои што се вклучувате во живо во Црвена линија денес. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Убаво ве слушаме, повелете. Видете, кај нас средните школи што се занаетчиски ги направивме гимназија, Орце Николов или други, и сите во гимназија идат, а во средно образование нема повторување и сите одат на факултет. Сите сакаат со дипломи од факултет, а факултети отворија во секое место. Во секое градче во Македонија има факултети и лесно си поминуваат. Не бараа многу знаење, само да пројди, и сите завршуваат факултети од овие
обществени науки, историја, право, економија, а такви кадри не се потребни на нашава држава. Кај нас се потребни стручни лица, електроинженери, машински инженери, занаетчи од електрострука, од машинска струка, од ред други струки кои што стопанството ги бара. Стопанството му се потребни такви кадри, а сите одат во гимназија и земаат дипломи за администрација. Зашто во администрација е убаво запослување, подобра плата, во зиме топло во канцеларија, во лете под клима ладно и убаво му е. И сите бараат таму. Никој не младиве неќат да одат во стручни школи, каде да бидат бравари, електричари, заваривачи, а тие највише треба во стопанството. Благодарам многу за одговорите. Продолжуваме со вас секако на 02307-005. Очекуваме од вас еве да слушнеме, може би од ваше лично искуство. Добре дојдени си оние еве кои што се занимавате со одреден занет, да споделите дали всушност е тоа што недостига и исклучително барано на пазарот на трудот. Зошто образованието произведува невработени наместо професионалци? Добар ден. Ајде, поштување, госпожа Тина. Поздрав и до вас, повелете. Поздрав до вашата екипа што ме уклучи и до сите слушатели. Моje мислење, ова тема е за 35 години проблемот го прави. Зашто? Затоа што секој премиер, секој влада кој ќе дојдеше, си ставаше свој министер за образование. Тие ги умети да прават нешто добро за образованието, направија хаос. Прво. Второ, статистика која ти имаш во една држава, ќе знаеш колку кадри има, колку ти треба за тој профил, колку ти треба за тој... Ние немавме во тој сегмент. Попис што се направи, статистика, не точно, само се прави фалсификат, волку има тоа, волку тоа. После 35 години, затоа дојде ова што го поставувате прашањето. Невработени, факултет што спомнаа господинот пред мене, во секој град, во Марокко беше, ќе отвара во Кичево, ќе отвара и ваму, ќе отвара, сите тие се затворија. И што направи? Ништо. А занаетот е мајка, што кажа пред некој гледач, занет имаш во странство, ќе одиш, леп ќе вадиш. И тука се вади. Затоа ќе речем, кој како дојдеше од министрите, си правише експерименти, и затоа до ова дереđe дојдовме и во овој сегмент на живење во Македонија. Невработени, да луѓе не знаат кај да се запишат, се надевам. Така, ќе посетам да се внимава на времето, ќе ве посетам секако и доколку сакате целосно и брзо да бидете информирани, но и квалитетно, не заборавајте на telma.com.mk. Секогаш кликнете доколку сакате да бидете брзо и квалитетно информирани. Сега сакаме од вас еве да слушнеме. Факт е дека модерното време, дигитализацијата некако ги стави занаетите настрана и сега се поставува прашањето зошто образованието произведува невработени наместо професионалци. Факт е дека и во Европската унија, особено во Германија, Швајцарија, па дури и Австрија има огромна побарувачка за занаетчи. Да видиме еве кај нас, дали сметате дека денес е поважно да имаш диплома отколку занет или обратно. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се ме слушате? Дали сум на линија? Да, на линија сте, повелете. Да, благодарам, па вака. Јас ќе обратно од сето ово, ама пак ќе дискутирам за школството. Вака се. Прво, нашето школство не е школство, затоа што не соработува со стопанството. Каков кадар, колку кадар, во догледно време за минимум 15-20 години му има потреба стопанството, да произведува таков кадар како што му е потребен. И да бидат огласите само за таков кадар. За оно што ќе заврши некаков факултет, некакво средно школо, кое што нема перспектива утре да најде работа, да работи на тоа занимање, воопшто тоа школа, значи средно, дали ќе биде факултет, воопшто да нема, значи, огласи за пишување. Ако сакаат, значи,
нема невработени од новите кадри кои што би се образовале, значи со тоа што ќе се обврзат они работодавачите да ги примаат на пракса, да им даваат стипендија, со тоа да ги обврзи кога ќе заврши да мора да оди барем 3, 5, 10 години колку ќе биде, значи да работи во таа фабрика или што ќе установа и на крај, значи со тоа фактички ќе му биде школувањето бесплатно, ама и оној работодавецот кога ќе заврши ќе има стручен работен кадар кој што значи ќе иде и на пракса кај нив и ќе биде што се вика способен да работи. Благодарам за одговорите. Ние ќе потсетиме дека во Холандија, например, не може секој да студира што ќе посака. Всушност, таму образованието се води според национална стратегија и реална пазарна побарувачка. Па така да тоа што најмногу се бара на пазарот на трудот, всушност најмногу се бара и од идните студенти да го насочат своето образование кон таквата побарувачка. Се поголема е побарувачката и за наетите. Па еве да слушнеме од вас дали сметате дека образованието и зошто произведува повеќе невработени отколку професионалци. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, убав ден на Тина. Убав ден, ве слушаме, повелете. Тинче, јас сум од Битола, што се јавувам понекогаш. Така, поздрав до Битолчани. Не секогаш да досадувам, меѓутоа некогаш, така? Не кога можам да ве добијам, тешко се добивате. Ќе зборувам за образованието, кај нас е некако на пониско ниво, затоа што луѓето сегде има факултети и со пријатели со ова со ќе заврши некако. Еве јас ви кажувам пример, дека и после партиски се вработуваат и така да не е многу квалитетен оне што завршува. Имам ќерка во Америка, па таја одека го заврши факултетот и магистратура. Тие ги признаа во Америка и таа го заврши, дојде до докторат. Докторатот ќе го брани во јануари. За да го заврши тоа нешто, па таја се уби од учење. И мала грешка, ако имаше во правописот, не и го признаваја, например, семинарска, било како, не знам таму како ми кажуваше. И сега дури во јануар треба да ја брани, да направи истражување и да напише некоја книга, да издај своја. Па така некако да и се признае, па после ја барат на работа. Има униформа, понезе ја препознават и ја барат секаде на интервју, например. Еве, ова е разликата меѓу кај нас и таму. Таја не спиеше со ноќи. Ви благодарам што ме сослушавте. Благодарам многу што се јавивте и секогаш сте добре дојдени, никогаш нема да ни досадите, тоа е повеќе од јасно. Па еве, дали ви се чини дека образованието кај нас, всушност со производството на образован кадар, создава повеќе невработени отколку вистински професионалци. И дали еве според вас образованието работи паралелно со побарувачката и се ориентира со побарувачката на пазарот на трудот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Јас мислам дека имаме исклучен кадар и занет. Меѓутоа, пензионерите му го запајќаат местото на младите. Ви слушаме, продолжете. Имаме доста работени пензионери што земат добра пензија, а работат повторно на некоја друга работа. Продолжете, ве слушаме, имате 90 секунди. Со тоа што или државата треба да преземи некоја мерка, тие пензионери да земат или пензија или плата. Да му остават место на младите да работат. Младите не можат да работат со пензионерите, што ја спуштаат платната листа. А еве според вас дали денешното образование продуцира професионалци или повеќе невработени студенти? Имаме и професионални студенти, имаме и занаетчи доволно. Значи се може да просперира во Македонија. Имаме. Така. Млади имаме за све. Според вас денес што има поголема вредност, дипломата или занаетот? Занаетот. Занаетот.
Има уште некоја минутичка, ова секунда, дали е тоа се? А тоа е се, само треба да работи малку инспекцијата, овие пензионерите да се решат. Така, добро. Благодарам многу за одговорите. Продолжете и вие да ме гледате. Сега малку ќе ве префрлам на Facebook. Секако имаме коментари, но еве ќе направам, еве ќе укажам на тоа да просторот на Facebook, каде што ве прашуваме денес што вреди повеќе денес под А диплома или Б занет, ве молам коментарите да се однесуваат на темата. Би ни било особено драго да го споделиме вашиот одговор, вашето мислење на темата за која што зборуваме. Коментарите кои што се однесуваат на коментирање на гледачите кои што се активни во Црвена линија или некакви си расправи, нели, помеѓу оние кои што не следат на Црвена линија на Facebook, нема да ги прочитаме, но затоа ќе почнеме и со коментарот на Петар Бачов, кој што напиша: "Почит до сите работливи луѓе." А Црвена линија ве прашува зошто образованието произведува невработени наместо професионалци. Дали ви се чини дека денес повеќе на цена се занаетите, имаат поголема вредност отколку дипломите или пак е обратно? Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Ја репете прв пат да добијам, никогаш во живот не сум добил, али мислам дека можам да продолжам. Така? Да, секако ве слушаме. Видете, сега друга анализа. Во оваа држава имаме 160.000 вработени во администрација. 350.000 цирка зборува. Пензионери, значи преку 500.000. И 500.000 имате вработени. Значи еден работи за еден. Знаете колку е во Германија? 8 вработени на еден. Затоа што тие што се во производство, во стопанство, ствараат додадена вредност и остаток од профитот и тој се дели за тоа заедничка потрошувачка. Што сакаме ние сега? Пола држава работи за тие што не работат и ништо не бидува. Реформи темелни. Европски критериуми. Благодарам. Ви благодариме и ние. Еве, всушност, новото време носи нови промени, односно се менуваат побарувањата на пазарот на трудот. Една можеби од најатрактивните земји каде што и tekako голем број од занаечи се селат и бараат, нели, подобар живот е и Германија. Но и понатаму Германија колку и да ги олеснува условите, нели, за увоз на занаечи, односно занаети кои што недостасуваат. Интересно дека во Германија има и подем на жени кои што, иако завршиле, нели, поинакво образование, се ориентираат кон изучување на занаети. И се тоа со цел, нели, за да одговорат на потребите на актуелните потреби на пазарот на трудот на Германија. Како ви се чини кај нас? Дали нашето образование стратешки продуцира кадар, односно професионалци кои што ќе одговорат соодветно на побарувачката на пазарот на трудот, или произведува повеќе невработени? Следно прашање ни е дали сметате дека денес во ова време поголема вредност имаат занаетите отколку дипломите, или пак тоа е поинаку? Добар ден. Јас секако ќе подсетам доколку сте на 02 повртењето на бројот на 02-307-0005 и ве превземат од режија. Веднаш, тоа е најважното техничко правило, намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Од тие причини можете да имате, ако не го сторите тоа, да имате впечаток дека воопшто не сте вклучени, а чекаме на вашите одговори и секако да се исклучите. Затоа почитувајте го тоа правило. Јас ќе дадам шанса повторно на гледачите во живот. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во продолжение секако ќе посочиме еве што е она што се случува денес кога зборуваме за занаетите. Значи ќе потсетиме дека навистина огромна и најпопуларни и огромна побарувачка има за овој тип на занаети. Тоа се пред се електричари, потоа заварувачи. За нив рековме дека навистина се златни раце и светла иднина.
Инаку интересно за заварувачите, еве ако немате таква информација, овие луѓе се платени над 2000 евра во странство. Кај нас се повеќе млади се запишуваат на курсеви и сваќаат дека тоа не е валкана работа, туку занает со иднина. Еве, така изјавува инструкторка во стручен центар во Битола. Водоводжи, и самите знаете, еве, дали ви е лесно денес да дојдете до мајстор, кој што нели ќе направи некаква поправка, плочкари, меѓу другото, значи електричари, зидари, монтери, водоводжи. Сето тоа некако се чини дека е дефицитарно и најчесто нашите занаичи заминуваат во земјите од Европската унија, каде што и таму ваквите професии се дефицитарни. Па како ви се чини, еве, денес Црвена линија ве прашува дали на поголема цена се денес занаитите или пак дипломите? Или пак може би дипломите, а помалку занаитите? Добар ден! Добар ден! На лекар беше, па денеска ми е дено, така да се јавам 2 пати. Да сте ни здрави и живи. Може, ве слушаме. Да си жива и здрава. Види, ја од искуство да ти кажам, од што моите деца избегаа. Од неплаќачи, од ајдучишта рами, работи му не му плаќа господице. Сега ги тражат. Он повикаси и други заречи, големото дете во Германија ујдува. Фамилиарно сите Сицилија. Ни придори се у фирми приватни работија, ни здравствено, ништо не платија. Ујде да ги тужи, вика, колку ќе тужбе тие самотници, вика, држава ќе купат, ти ќе тужиш, вика. Од што бега децата, од Арноли? Плочкари, се, зашо заминуват? Па нема закон тука и да учиш арами и владеат, господици, не ли гледаш? Кради, плачкај, бегај. Тоа е еднината ние за нечијата, не само за нечијата. Од што земјоделието пропадна? Ја од село се јавувам. Зашо земјоделието пропадна? Прекупки, нема, се е диво ова, господице. Ние бетер са нам од палестинците, више таму војуват. Ние што секој ден кукаме, скапани храна, ова, било што, а никој мотиката не ја фаќа. Мобилите од телефона, од телевизија на телевизија, експерти сме за се, ама за работа не бива. До тај степен дојде, џабе ние воа децата завршат и бегат и пожелувам да бегат да видат екзистенција за... Благодарам за одговорите, да видиме какви ќе бидат следните одговори. Денешното прашање на Црвена линија е зошто образованието произведува невработени наместо професионалци. Дали може би треба да го следиме како земја примерот со Холандија, каде што не може секој да студира што ќе посака, туку се следат трендовите, односно оно што го бара пазарот на трудот. Па врз основа на тоа се создава, односно се образува кадар кој што соодветно и професионално високо стручно ќе одговори на потребите на истиот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Сакам да се јавам врска со ова нечего. Ало? Ве слушаме, драго ни е, повелете. Јас бев у Топилница заварувач. Така? Сега сум пензионер. Верувајте дека значи најдобар занат бил заварувачот, браварот, стручна спрема. Иначе ова сега што зборува за овие речи продавачи, вамо тамо тоа општо не и немаше толку запослување тогаш. А иначе железара, пола железара беше Македонија издржуваше. Еве ви се чинили дека новото време ќе создава повеќе занаичи, заварувачи или пак дипломите ќе останат како приоритет кои што ќе одлучуваат за професионалност? Ја мислам дека дипломите. Ја мислам дека дипломите. Дали некој од вашите го наследија вашиот занет или некој посака да стане заварувач како вас? Мислите дека јас бев заварувач? Да, ма дали некој од новите генерации кај вас посака да го наследат она што го работи? Има доста има.
Драго ми е. Благодарам, драго ни е што се јавивте и верувам нема да биде само овој пат, туку и во секој едно наредно издание на Црвена линија ќе земате активно учество. Еве ќе проговориме малку и за автомеханичарите кои што стануваат да биваат меѓу оние топ 5 најбарани занаети за 2025 година. А еве и зошто се најбарани. Се зголемува бројот на возила, односно од класични бензинци до хибриди и електрични, така да механичарите нонстоп и постојано треба да се надоградуваат и да учат. Нема повеќе само да го смениш филтерот, мора да скенираш, да читаш диагностика, да се снајдеш и во електроника. Ета ова истакнува Александар, кој воедно е ментор во сервис од Велес. Па како ви се чини, почитувани мои, дали образованието денес произведува повеќе невработени или повеќе или наместо професионалци и дали според вас занаетите всушност денес се повеќе вреднувани отколку дипломите или можеби дипломите остануваат на врвот. Добар ден. Добро. Секако ќе ве подсетам дека се уште во ЕК е нашата анкета на Инстаграм, така да не заборавајте пред седи да не заследите на Инстаграм, Црвена линија нашиот профил. Ова го повторувам за оние кои што можеби малку подоцна се вклучивте и не следите. Прашуваме на Инстаграм што вреди повеќе денес, диплома или занет. Ке не биде драго име во продолжение на Црвена линија ако успееме нели да слушнеме и некој кој што и денес се занимава со занаети од оние најактуелните кои што ги спомнавме. Можеби ќе имаме некој повторно заварувач, водовоđа или автомеханичар. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. И стварно се од Црвена линија и вие сте од Црвен Кармин. Насмеј се. Па се смееме, ама ајде дали се занимавате со занаети, ве прашуваме тоа. Бев цариник. Цариник бевте? Да. Добро. Бев цариник, поштен цариник. Добро, драго ни е дека е тоа така. Па еве денес од овој агол ви се чинили дека образованието произведува повеќе невработени отколку професионален и кадар кој што го бара. Јас мислам вака, дека образованието треба да се го финансира тој што се школува сам, нема до обшеството. 100% да се финансира. Само овие што се гениалци или овие професии кај што стварно се бара, тие да учествува обшеството. Не можеме врска, нема образованието со праксата, само кај нас. Во Словенија фирмите си финансираат сегде на западот. Што ќе ви учи од сега социологија и сите ќе се напикаат таму во центри за социјална работа или шпиони во невладините. Ова, значи, ги тераат, не, зборот ми е, стварно нема врска образованието со ова. Што ќе не е географија професори без стотици? Или, како да речем, нели, што викаше Љупчо Георгиевски, како да речем, нели, историја или поезија. Па и самите емисии треба да ги давате симпатична во врска со производството. Ви благодарам за одговорите во Црвена линија. Продолжете да не гледате и продолжете активно да учествувате. Дојде времето кога ќе ги сумираме и резултатите, па и да ви откриеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. На прашањето што вреди повеќе денес, со диплома одговорија 17%, занет 83%. Почитувани мои, следуваат рекламите, по рекламите повторно се гледаме во студио. Почитувани, благодарам за ова издание на Црвена линија, кое што го креиравте вие со вашите одговори. Секако утре Црвена линија со нов предизвик, нова тема, која што верувам ќе предизвика повторно голем интерес. А секако секој од вас, доколку сака да биде брзо, целосно и квалитетно информиран, доволно е да кликнете и на tilma.com.mk. Останете со Тилма, следува да се кажеме со Горан Петрески.